Македонката Јулијана Мишовска од Берово, која живее во Марибор, стана символ на хуманост и солидарност во конкуренција на 10 номинирани личности и група, а меѓу кои и мариборските пожарникари, фудбалската репрезентација, познати музичари, асоциации и познати личности низ јавно спроведената анкета. Таа беше избрана за јунак на годината. Во интервју за телевизија Стар таа открива како започнала низината мисија и што ја мотивира да продолжи. Ние живееме 5 години овде во Марибор. Почнавме од 2020 со пицерија Скопје, после Македонка и сега од овде од април месец почнавме гостишче Кужнер при македонки, така да имаме и соби за издавање и македонска храна и словенска храна. Како започна вашата хуманитарна мисија во Марибор? Барбара од хуманитарното друштво ми испрати барање за пријател на Facebook. Она работи веќе 15 години со тоа и знае доста работи овде како иде, шо иде, како се организираш. И некои работи ме праша дали може да надавам храна. И дојдовме во контакт со Барбара, дојде она. И пополека почнав, тоа беше пред 1 година и нешто. Малце нешто да давам. Јас истото тоа и во Македонија го работев и така се осеќам, душата, срцето ми е полна. Тоа ми е останало од баба ми дека што дам овде, ќе најдам горе. Дека Бог се гледа, колку даваш повеќе, толку ќе имаш повеќе. Значи тоа мене душата ми е, така се ранам со тоа, се хранам дека ако дадеш ќе имаш. И така се договоривме да даваме храна на овие луѓе што немаат. Еднаш во неделата некој семејство да дојде овде, да земе храна или кој нема услов за овде да дојде, она да им носи храна. Кои се најголемите предизвици со кои се соочувате? Хуманитарната акција јас ја правам највеќе од мои пари, од сопствен буџет. Сега многу луѓе почнаа да се појавуваат да бараат храна. Проблем е што јас немам толку многу. Сакам да дадам, ампак ние со Барбара се договоривме да дадеме еднаш неделно на семејство. Или да дојдат 4 луѓе или она да носи, ама нон-стоп има мејлови на нејзе, овде на телефон звонат луѓе дека немаат храна, дека сакаат да добиваат. Се договоривме еднаш во неделата, ама почнавме и малце повеќе да даваме. Дали добивате поддршка од локалните власти и организации? Не. Никаква поддршка, значи се... За жал, да. Така се појавуваат луѓе кои сакаат, некој даде 10 евра или 20 или плаќа. Има еден што плаќаше 20 малици на месецот, па 10 малици. Сега пред Божик имавме од Љубљана едни што ни дадоа за Божична вечер 200 евра да организираме, да дадеме за луѓево. Има една што печеше кекси, па ни донесе кекси да разделиме. Која акција ви остави најголем впечаток? Има тука луѓе што доаѓаат, така се што стварно жално, кога гледаш очите, не можеш да ги задржиш солзите, што немаат стварно за јадење. Фала Богу, ми па имаме покрив на главата, имаме храна, имаме здрави сме, живи сме, има така што се стварно. Дали ова признание за јунак на годината ќе ве потикне на уште поголеми проекти? Да, уште повеќе. И благодарам на сите што гласаат за мене, на Словенија, на Македонија исто благодарам, доста гласови добив и од Македонија, од Малешевијата поготово, им благодарам на сите што ми дадоа, што гласаат за мене, што ме поддржаа. Сите луѓе овде кога дојдат тако се изненадени, тако се остануваат без зборови. Те видовме на телевизија, те видовме на весник. Така јас уште повеќе ми дада сила и енергија да продолжам со тоа, да давам. Како можат луѓето да се вклучат во вашите акции? Луѓето може да не контактираат на телефонскиот број овде, директно овде во гостилната, преку мејл, преку Барбара. Највеќе се јавуваат кај незе, она ги знае луѓево, пошто долго време е со таа организација, она хуманитарна, и така носиме кој треба да добие, кој не треба да добие храна или облека или... Како ја пронајдовте Јулија? Glede na to, da je bilo povpraševanje po donatorjih tudi večje in zato smo iskali vse možne načine oziroma restauracije, če bi bile pripravljene priskočiti na pomoč z svojimi toplimi obroki. V tem se je pojavila seveda na internetu Julija, oziroma pač jaz sodelujem že drugače z Makedonijo, nekako me veže Makedonija in sem Juliji poslala mail, če bi bila pripravljena kdaj pa kdaj donirati kako malico. Do zdaj smo zelo zadovoljni.
Da sodelujem z Makedonijo že odprej, da pomagam z donacijami v Makedonijo. Oskrbeli smo otroško onkologijo v Skopju, pripeljali smo jim stvari dol. V Kumanovo smo poskrbeli tudi za pakete, za hrano, po terenu gremo. Smo pa poznani v Berovo, tam pa me vsi poznajo. Berovo, ja. Tako da ja, Makedonija nam je pri srcu. Кои се вашите планови за иднина? Што туку поминаа божичните празници, нашиот следен проект е веќе за Великден. Правиме проект како што да овде бездомници доаѓа за да ги нахраниме, да имаме Великденска ноќ. Велика ноќ по словенски. Таа планираме да продолжиме уште со поголемо, планираме и Македонија да носиме некои донации. Како реагираат словенците на вашите хуманитарни акции? Па да, и овде што доаѓаат луѓе во викаат, те видовме, некој каже, затоа дојдовме овде на храна да јадеме, затоа роден ден славиме кај вас, затоа што свака ти час си дошла од друга држава, овде луѓево имаат доста гостилни, па никој ништо не дава. Ти си овде наемнина плаќаш, па даваш. Колку имам, давам. Што би им порачале на луѓето кои сакаат да помогнат, но не знаат од каде да почнат? Дај луѓе, почнете со мали дела, со мали работи. Почнете да давате затоа што храната ја фрламе. Ако немаш да дадеш храна, ако немаш да дадеш пари, дај му еден осмех добар, дај му, гушни го. Што вика Бог, не си сиромах, имаш раце да го гушнеш, имаш лице и очи да го видиш и да се насмееш. Конечно, што значи за вас ова признание? Душа, срце ми е полна. Тоа е, не можам да кажам, значи, не се во парите. Едноставно, некои луѓе ги исполнуваат парите, мене не ми исполнуваат парите, мене ми исполнува тоа што некој сум му дала храна, сум го нахранила, сум му дала за пиење или сме го облекле, тоа ме исполнува. Јулија Мишовска никогаш не планира да застане со својата хуманитарна мисија. Плановите и се се поголеми за Словенија, но и за Македонија, бидејќи болни, немоќни и сиромашни има секаде, а таа и низината хуманитарна партнерка Барбара не прават разлика по ниту еден основ кај луѓето.